Колку оча и страв, толку и надеж има во овие ходници на клиниката за онкологија во Скопје. Пациенти со најтешки диагнози, иако едва и се движат, доаѓаат од сите градови во Северна Македонија. Трапеливо чекаат да влезат на терапија, на преглед или да добијат лекови и се молат лекот да е набавен. Патуваме од Делчево, буквално го прескокнуваме Штипка клинички центар, каде што имам информација дека може да ја прима терапијата, но таму не враќаат, не знам зошто. Се случува да чекам буквално по 6-7 сати. Седиме по скали, на ладното, не знам, хаос. Тука имаат персонал, го работат, значи си ја работат работата перфектно, но многу малку се. Многу се малку. Не можат да ја услужат цела Македонија. Минатата година на клиниката за онкологија се лекувани рекордни 96.000 пациенти. Најголем досега е и бројот на новодиагностицирани пациенти со канцер. Лани биле 4.562, стотици повеќе од претходните години. Лекарите овде ги вложуваат последните сили за да ги лекуваат луѓето, иако ниту имаат доволно лекови, ниту имаат доволно кадар. Државата ги ограничува средствата за лекови и новите вработувања во време кога бројот на заболени од канцер руши рекорди. Проблемите на клиниката за онкологија се од пред истрагата на јавното обвинителство околу наводна злоупотреба на терапијата и се туркале под тепих со години наназад. Скандалот го открија новинарите, но злоупотреби откри и државниот ревизор. Високи се и бројките на граѓаните кои доаѓаат од другите градови. Околу 8.200 пациенти во 2023-та дошле само од Битола, Тетово и Штип. Тоа се градовите во кои требаше да има регионални онколошки центри за пациентите да не патуваат до Скопје. Но како такви никогаш вистински не проработеа. Затоа во скопска онкологија во секој момент полни се сите кревети за хемотерапија и оние на првиот кат кај хоспитализираните пациенти. Низ дневната болница, која е тесно грло во клиниката, поминуваат по повеќе од 200 пациенти дневно. Од персоналов, од докториве немаме коментар, значи презадоволни сме. Си ја вршат работата многу добро, ама толку е капацитетот на болницата. Гужви се стварат, ова е сега во моментов ништо, по 300 пациенти има тука. На клиниката работат 30 доктори специјалисти во 12 оддели. Секој од нив прегледува по околу 3500 пациенти годишно или по околу 300 месечно. Бројот на сестри е двојно помал од потребниот. Иако немаат време за поголемо внимание кон секој пациент, пациентите се задоволни што никој не е вратен. Толико позитивни доктори, толико позитивни сестри, немам зборови. Колку да сум болна, ја забравам на болест. Овде смо доаѓале да се снимамо за ехо на дојка, за мамографија. Јер се ги укуманува е тој дојден од тие апарати. Нема кој да ги управља. Додека сите влади наводно ги решаваа, проблемите се натрупаа. Најголем проблем е што среде лекување снемува лекови за оние чиј живот зависи од нив. Наместо за една година, одредени лекови се трошат за 5 до 6 месеци. Состојбата со лековите исто така е под една постојана потенцијална опасност. Што значи тоа? Сите ресурси на клиниката се ограничени, освен бројот на пациенти. Тој е неограничен. Имам чувство и можам слободно да кажам дека како само на онкологија да нема и не може да има ограничувања. Диагностиката целосно е со ограничени ресурси, со ограничени број на термини, сите други специјалности, да кажеме, имаат и избор, само онкологија, за жал, нема избор. Истрагата на обвинителството за можни злоупотреби на клиниката трае. Засега се гонат двајца поранешни директори на клиника за онкологија за случајот со злоупотреби на терапиите. Мислам дека е крајно време државата да не свати сериозно, да се дозволат новите вработувања, да се издвојат повеќе пари за здравство, бидејќи не можеме да очекуваме европски третман без пари. Ако правилото е лек за секого, тоа мора да биде без ограничувања и навистина да биде лек за секого. Во спротивно, во моментов ние не можеме како клиника со лековите кои се на условен буџет да го почитуваме ова правило.
Пациентите се во грч дека ако остане вака како што е, дуправа доаѓа страшното за болните од канцер. Тие само сакаат редовно да имаат лекови и да можат да се лекуваат поблиску до местото каде живеат.